Задоволен сме што денес гости на програма е Катерина Брезева, членка на групата Соната, која што оваа година одбележува значаен и голем јубилеј, 25 години на македонската сцена. Катерина, добре дојдовте на програмата на македонската телевизија. Добре ве најдовме, добар ден и поздрав за сите гледачи. 25 години на сцената е голема работа, сребрен јубилеј. Како се чувствувате после толку време присуство меѓу македонската публика со бројни хитови кои што оставија трага и се запишани во меморијата на вашите љубеници, но и на сите гледачи и слушатели? Искрено, чувството прекрасно. Меѓутоа, се уште не сум свесна кога помина 25 години. Јас уште како средношколка почнав да пеам за Соната и некако многу убаво и лесно ни се одвиваат работите и многу затоа можеби не сум свесна кога тие 25 години помина. Лесно не беше, можам да кажам, и не е толку баш лесно. Знаеме, Македонија баш нема лесна работа за музичарите, меѓутоа кога работиш со љубов, верувајте, тоа е многу леснителна околност за нас. Че со таква жар, со таква љубов ја работиме ова работа 25 години. Постојано создаваме, годишно, можам да кажам, најмалку по 3 нови наши авторски песни снимаме. Плюс преработка на оние традиционални македонски песни. Така да мислам дека 25 години успеавме успешно да работиме на оваа страна. Кога се завртите сега наназад, оставивте и багаж, тоа се ваши цедиња, материјал кој што треба што ќе памтат. Колку е тоа во издание? Што се има зад вас сработено? Цедиња или плочи, можеби своевремено? Така, да, имаме едно CD за кое што интересна работа уште после 20 години. Се уште каде да гостуваме ни го бараат и се зборува за тоа CD. Станува збор за преработката на оние традиционални велешки песни, кои што ние се уште ги негуваме и ни се секогаш задолжително во нашиот репертоар. Направивме тогаш дупло CD со видеозаписи, ги упативме сите, мислам дека песни велешки. А наши авторски песни на CD немаме ставено, а имаме преку 50 на наши песни авторски, меѓутоа на CD-ња не сме ставиле затоа што гледаме годините како поминуваа, некако се промени работите, луѓето достапен им е YouTube, социјалните мрежи и некако лесно ги доаѓаат до тие песни, така да можеби заради тоа се изгуби желбата за да се направи CD со авторска музика, со нашата авторска песна, меѓутоа не значи дека во иднина нема да го направиме тоа. Нели е предизвик сепак, времето минува, ама сепак да остане едно такво творештво, останува генијално CD со велешките староградски песни, 2 CD аудио и видео, доставите и со оние песни што сте настапувале 20 години, најмалку по 4 песни, тоа се 100 песни. Да, токму така, тоа е и морам да кажам дека и неостварена желба на Тале, на мојот сопруг, тој секоја година вика мора да се стават песните, мислам не можеме сите, меѓутоа оние што се поубавите, така што допреле повеќе до публиката, мислам дека заслужуваат да бидат на носач на звук ставени. За 10 годишнината 2010 направивте еден прекрасен концерт. Годинава на Велешката петијада настапивте како гости и тоа беше концертот со кој што го одбележавте 25 годишното постоење, бидејќи толку многу работа имате што немате време ни да завртите самите за себе да си посветите. Баш токму заради тоа е една од причините заради која што можеби не сме имаме желба и во преговори сме искрено и за еден убав јубилеен концерт да направиме. Требаше за 20 годишнината, па короната малку ни ги помести работите. Меѓутоа, јас се надевам, желбата во нас е огромна. И јас се надевам дека ќе ни се исполни таа желба да направиме. Имам една прекрасна идеја и мислам дека ќе се реализира за 25 години. Мислам дека заслужуваме да прославиме со еден убав концерт. Добро, очекуваме со оглед тоа што остануваат уште 2 месеца до крајот на годината. Да не го ставаме до година. Да, ние имаме искуство во тоа, така да мислам дека многу брзо може да се сработи секако. Реков бевте гости, беше Перо Христов, ваш гостин беше прекрасно и направивте одлична настап, одличен концерт, оние стари велешки песни. Немавте многу од авторските, но оние што публиката и младите и старите ги знае, тоа можев да го почувствувам. Токму така, искрено кога еден час имавме простор за питијадата, кога го правевме репертоарот, убаво размисливме искрено и јас мислам, и вака реков, ако јас не ги отпеам велешките песни, кој друг би ги отпеал? И мислам дека и ни дадоа и чест и голема благодарност до општината што еве веќе 2 година поканува како домаќини ние да отвориме питијадата и токму заради тоа и почнав со велешките песни. Ги офатив, мислам дека сите велешки песни и така да мислам дека им беше убаво на моите сограѓани.
Вие пеете прекрасно и забавни песни на вашите настапи, но никогаш чинам, имате можност да ми исправите, дека не сте настапиле со забавна авторска песна? Авторски забавни имаме снимано неколку. На Јован Јованов имаме месечин, една прекрасна, на нашиот сограѓанин, да не заборавам, Темелко Андреев, ни направи фантастична песна која што за моја среќа веќе ни ја бараат за прва песна, за прв танц на оние свадбени веселби на кои што ние настапуваме. Ти ветувам љубов. Значи фантастична песна на Темелко и јас навистина весо ќе му бидам благодарна за тоа ремек дело што ми го подари. Катерина, јас ви благодарам. Да не ги заборавиме актуелните членови на групата. Поминаа многу, сега сте во кој состав? Така, Трајче Бондиќов, клавиатури, дувачки инструменти Рада Митрески, тапани Тони Нанев, Дејан Ѓоргиев, бас гитара и јас. Катерина, јас ви благодарам што стапивте време. Ви посакувам многу успех и да го дочекаме тој концерт за 25 години, да има можност па да се дружиме. Ви благодарам уште еднаш, благодарност и поздрав до сите гледачи. Да, тоа беше Катерина Брезева, која што членка на групата Соната, која што годинава група одбележува 25 години работа. Студио